Назад сме во отвореното студио 1. Би почнала по однос на најавата на овој наш гостин, дека веројатно сите се сеќавате на малиот Даре од Умни глави. Популарната детска серија, бар од нашето детство, секако, но тој Даре, денес е голем Даре, Филип Кипровски. Така, тој Даре не е ни Даре. Не е ни Даре. Така. Добре дојде во отвореното студио 1. Добро најдов. Нас ми е многу драго што те имаме, што ќе имаме можност да продискутираме во однос на сите оние најнови проекти на кои што работиш. Така. Меѓутоа ќе направиме и една ретроспектива по целата твоја. Чест и задоволство ми е што сум денеска ваш гостин во отворено студио 1 на 1 ТВ. Ви благодарам многу на поканата. Ако случајно направиме некој прекршок со тоа, Даре, поправи не слободно. Да, немајте Навикнат. Гајле, навикнат сум така Пичо, да, со тоа всушност сакав и да го отвориме разговор. Може би ти е здосадено континуирано, нели, не, види. паралелата, односно да те поистоветуваат, меѓутоа од она што те знам и во неформални разговори веќе си навикнати некако не реагираш. Тоа е низ години. дел од мојот живот, нешто со кое што сум се соочувал цело време и се уште се соочувам. Сепак е нешто вредно што оставило печат и впечаток кај луѓето, што еве веќе после ако не се лажам, нешто околу 20 на години, се уште го паметат, што претпоставувам дека било вредно, штом се уште се памети. Ке се вратиме на овој период од твојот живот, но примарно она што е сега важно, што најдено може да се каже, бар моите впечатоци информации се такви, на многу позитивен одек во помеѓу публиката и граѓаните, нешто што правите, односно театарска изведба, импровизација би се рекло, насловена импровокација. Така, значи импровокација. Да, импровокација дојде од импровизација и провокација, бидејќи се обидовме да испровоцираме нешто ново, што кај нас се уште не беше започнато да се прави. Никогаш во Македонија пред импровокација се немаше случено нешто слично. Значи, импровокација е театарска импровизација, која што веќе повеќе од 3 години на сцената во Народен театар Охрид, заедно со моите колеги Никола Тодоровски, Стрезо Стаматовски, колеги актери, со помош на Филип Ангеличин Жура, инспициентот од Народен театар Охрид, кој што е во својство на совест или водител, хост на шоуто, и од оваа година заедно и со Никола Јосифовски, се извинам, музичар кој што е наша пијано придружба, значи се збогативме и со музичка позадина, се прошири тимот и се шири, ние сме отворени за се уште да се шириме. Значи, накратко, импровокација е збир од повеќе театарски игри, кои што се еден вид на рамки во кој што ние тројца актери на сцената во моментот измислуваме, сработуваме, правиме, креираме сцена, која што доаѓа по предлог на публиката. Значи, на почетокот на секоја игра бараме предлози од публиката, дали се тоа околности, дали се тоа какви карактери ќе бидеме, зависно од играта. Во смисла на зборот е анимирана публиката. Апсолутно, во секој момент публиката е директно вклучена во она што се случува на сцената, односно таа одлучува што ќе се случи на сцена. Еве како што може да видиме овдека, ова е почеток, како може, не знам, еве да одиме понатаму во видеото. Ова е едно видео од YouTube, од импровокација на нашиот канал го има, едно од не многуте, но се надевам дека во иднина ќе имаме повеќе. Значи имаме отприлика се играат по 10 до 15 игри. Тоа се еден тип на значи рамки за ние да можеме да функционираме внатре. Сите тие игри имаат различни правила кои што ние ги почитуваме,
а сето она што се случува доаѓа инспирирано од публиката. Филип, предпоставувам умешноста на актерот е токму тоа, да се снајде во било која ситуација која што ќе ја побара публиката. Тоа е основниот порив и инстинкт актерски и тоа ми е многу мило и драго што функционира, добро е прифатено. Да, само да завршам. Не, ова е опуштен разговор. Да. Имам и јас што многу да кажам. Ме интересира кој е најчудната ситуација, најчудниот карактер или кој што некој ја побарал, онака, баш да ви дојде да речете ли? Не знам, види, значи, зависно од тоа што е во моментот актуелно, секогаш публиката се инспирира од нели. Актуелностите во јавниот живот, секојдневни проблеми и се што, значи, секогаш имаш па некоја свекрвасна, која што... Она што го имаме секогаш ми е јасно. Да. Она што е најчудно што го побараме. Најчудно не е некој карактер, туку најчудно беше една ситуација, има една игра која што се вика емотивни опции. И сега значи се бараат различен тип на емоции или емотивни состојби кои што публиката треба да ги предложи и на сред сцена во моментот се менува нели општата емотивна состојба на сцената според таа емоција што е предложена. И сега еднаш добивме предлог горештина како емоција или емотивна состојба, што беше за нас многу неочекувано. Исто така интересен момент што е барем за мене интересен да се спомне, има една игра торби во која што се земаат две женски чанти на дами, господици од публиката и буквално вадиме се од нив на сцена, го користиме во сосема различен контекст. Сега еднаш што е најчудното што извадовте од чанта? Значи најчудно што извадивме од една чанта беше леп. Цела векна леп. Дошла госпогицата со векна леп на представа, да си ја изгледам представа, после ќе си одам дома да си вечерам. Да, и вас би е интересно во секој случај. Нас ми е супер интересно. Да, спомена дека веќе неколку години трае ова, меѓутоа можам да забележам дека континуирано сте активни во Public Room, јавна соба. Тоа е од ова. Ги бирате така? Тоа е од оваа сезона започнавме и во јавна соба. Значи на 9 мај, сега во четврток ќе имаме четвртата изведба таму, ако не се лажам, или третата. Во 21 часот редовно започнуваме. Претходно веќе 4 години играме на Керал сцената, тоа е еден мал подсценски простор кој што ние си го адаптиравме, го направивме конкретно за импровокација. Собира 80 луѓе и веќе имаме повеќе од 50 изведби таму. Секогаш сме полни, се бараат карта повеќе, еве да се изразам со тој клише израз, нели, ама така е. Секогаш се бараат плюс карти и додаваме столчиња некогаш кога имаме простор, кога не е многу топло. Фичо, нема да е нескромно ако кажеме дека да, де факто она што и ти на самиот почеток го спомена, јас барем не паметам ваков тип на театарски изведби кај нас, особено во државава, за регионот. Не знам, меѓутоа, која беше иницијалната каписла, од каде почна целата идеја? Седнавте и рековте, ајде да направиме нешто различно или? Баш така беше, значи и мене, јас уште пред да се вработам во Охридскиот театар, а и моите колеги Стрезо и Никола, уште од пред и воопшто да се сретнеме, очигледно на сите тројца ни било интересно, некогаш во животот, дали сме дошле директно во контакт со театарска импровизација или пак сме гледале некаде и не копкало, мислам, бидејќи како актер, секогаш сакаме да се одржуваме во некоја доза на неизвестност. А ова е буквално тоа што те држи во една доза на неизвестност, бидејќи до секунда пред почеток на сцената не знаеш што ќе се случи во неа. Сега, тоа беше иницијалната каписла, моментот кој што не натера да се нафатиме на вакво нешто. Потребата од малку внесување на жар во целото сценско присуство. Да, што воопшто не е едноставно, бидејќи тоа е најверојатно најтешкиот дел. Па не е едноставно, ама па е многу убаво чувството додека го правиш и плюс од кога ќе завршиш се чувствуваш некако
дека си се внел сосема целосно креативно ти и дека си се погодил со колегите заедно, а тоа ние често успеваме веќе да го направиме без никакви проблеми. Ова сега го правите и во Скопје. Да, како што кажав, во Public Room следна изведба е на 9 мај од Да. 21 часот. Ќе видиме што во Скопје ќе се побара. Повелете, ве чекам таму исто така и гледачи. Мислев повеќе на она што публиката ќе го побара во Скопје. Ќе ви Разлика известам. од Охридската, Ќе да. ви известам. Ајде, Јана може да се врати после на муабетот, уште ако има во однос на ова, но она што јас сакам сега да го разговараме е умни глави. Добро. Со Кристијан Секуловски и Марија Ангеловска имавте едно прекрасно детско шоу кое што за жал во овие услови денешни ги нема. Умни глави како една серија, колку всушност тебе ти има помогнато кога ќе направиш сега една рефлексија во созревањето, во она што си го одбрал во животот да го правиш, а тоа да биде актерството. Самата продукција, самата серија, колку тебе ти има лично помогнато? Па, види, ова го имам кажано доста пати на интервјуа и на муабети, нели, формални на телевизија и слично, но еве, пак ќе го повторам, вака ќе го соберам накратко. Значи, јас прво бев член на детското драмско студио во македонската телевизија. Тоа ми даде една основа за целото тоа. После една година од како почнав да бидам член во драмското студио, се случи внатрешен кастинг за улоги во серијата и ние не знаевме каква ќе биде таа серија, ама кога си дете и имаш желба да се забавуваш, пошто за нас тоа беше навистина една забава во тоа време. И бевме пресрекни што не одбраа баш нас за тие 3 главни улоги, инаку преку 30 деца беа дел и учесници во Умни глави, нив никако не треба и не можеме да ги заборавиме. Сите придонесовме за серијата да биде интересна и гледана. А конкретно, значи, да не беше Умни глави, да не се случеше Умни глави и детското драмско студио, јас мислам дека никогаш немаше да дојдам директно во контакт со ајде прво телевизијата, па глумата како нели занимање и потоцна театарот, што ми е сега примарно занимање нели на мене. Никогаш немаше да дојдам во контакт со него. А инаку мислам дека најголемо школо целото тоа битисување во македонската телевизија беше една професионална етика која што секој од нас како деца ја добивме таму, не само професионална од аспект на како професионални актери, туку воопшто мислам дека секој од нас се здоби со една одговорност. Пред се една одговорност која што и денеска од неа си патиме. А зошто денес ги нема таквите шоу? Покрај Умни глави тоа време имаше уште неколку такви шоу. Па да, имаше. Не се согласувам дека воопшто нема такви шоу. Нема во толков тогаш имаше број. во така. И сите беа успешни. Да, и со толкава. Да, и едва сме чекале да дојде одреден нели тајминг за да вклучиш телевизор и ми се да чини гледаш. дека целата работа е и еден друг момент што денеска многу повеќе работи на младите и на децата им се многу подостапни им се баш еден допир подалеку од уживањето, а веќе немаат она навика дека во 7 и 5 минути започнува нешто на телевизија и сите ќе го гледаат баш тоа. Туку имаш избор од многу работи кои што можеш во било кое време да ги уживаш. Да, би сакала пред заокружување на овој разговор споменавме еве твое видување во однос на детските шоу треба не треба, меѓутоа ете ти си веќе формиран актер. Генерално видување бидејќи тоа како е важно. Како ти е сега еве да доближиме моментално нели функционираш и работиш во Охридскиот народен театар, Да. меѓутоа Фичо генерално ако се направи некаква ретроспектива, па и времето денес, каква ни е состојбава со театрите, Така. реално, и има ли можност млад актер да дојде до себе експресија, односно да биде виден и вреднуван?
виден и вреднуван на театарската сцена Така. или да? Па да, зошто да не, секако дека има. Види, јас имам некој впечаток, барем кај во мојата матична куќа во Народниот театар во Охрид. Ние можеби немаме бројно толку многу представи на репертоарот и немаме бројно толку многу изведби месечно колку што имаат театрите во Скопје на пример. Но реалната ситуација е таква дека во Охрид и нема толку голем број на луѓе за да бидат посетени сите тие представи, но ми се чини дека има можност и дека гледаноста на представите во Народниот театар во Охрид е секоја представа е распродадена. Публиката има желба, сака да гледа представа. Ние се трудиме секоја една ново креирана представа, ново создадена да биде значи нели најдобра верзија од тоа што може да биде. Работиме со, претпоставувам, квалитетни режисери. Нашиот ансамбл е мал, но е квалитетен, има кохезија помеѓу сите и за прилично брзо време успеваме да ги завршиме нашите задачи кои што се. Сега, како млад актер, да се вратам малку на прашањето, бидејќи избегав, како млад актер, само треба да се бориш, да работиш професионално, некои треба да си го почекаат повеќе сопственото време, сопствените 5 минути, на некои нивните 5 минути многу побрзо им доаѓаат, но не е важно, ми се чини дека ако си сигурен во себе, ако си професионален и ако работиш добро, дека ќе биде уважена твојата работа и талентот тебе, да речем. За да ти го конкретизирам одговорот, во кој правец сакаш твојата кариера да се движи? Види, јас сум размислувал доста на оваа тема. Ако прашате дел од колегите, некои ќе сакаат да бидат славни, препознавани на улица, некои сакаат да, не знам, некој повеќе филмот од театарот, театарот, многу длабоко, да, некој повеќе филм, некој повеќе театар. Мене искрено ми е желба да имам што попредизвикувачки улоги во животот, да освен тоа што ќе работам, да ми е интересно додека работам и да сум јас задоволен од тоа што ќе го направам, а и публиката да биде задоволна од тоа што ќе го направам. Нема да те прашаме дали си исполнет со тоа што го правиш, бидејќи знаеме дека си. Се трудам. Така. Да. Филип Кипровски, ти благодариме. Со тебе секогаш има многу што да се разговара. Здравје Боже, следна прилика повторно. Се надевам повторно со нешто ново. Така е. Ете, така ви благодарам на поканата. Да. Јас и Јана овде правиме кратка пауза. Во студиото влегува Дејан Андоновиќ, разговараме за случувањата во регионот Европа, светот.